За да го задржам вашето внимание, освен што ќе ви кажам добро утро, е информацијата која веќе го стресува светот, па и секој од нас на микроплан е во дилема. Каде одат финансиските текови? Ако се слушат светските поглавици на финансиските текови, тогаш според Светска банка и според финансиски експерти, светот можеби би влегол во една сериозна економска рецесија, уште повеќе и со финансиски импликации, односно должничка криза. Но оваа тема, но и на можноста од понуди на нови, во вакви кризни времења да се занимаваме со нови понуди и нови финансиски текови, Маја Кадиевска, вице-гувернерка на Народна банка и сега подучувач на студентите во Американ коледж. Добро утро што одвоивте време. Вас ви е предно што од дома работите и анализирате, но ви благодарам што издвоивте време да излезете. Кадиевска, каде оди светот? Ако се следи овој тек дека сите влегуваме во буџетски дефицити, дека секој печати на оден начин пари, што правиме? Да, кон ризици, кон поголема ранливост, краткорочните ризици беа за момент ограничени од големите обемни стимули кои што ги дадоа централните банки на најразвиените економии. Тука пред се мислам на федералните резерви и на ЕЦБ. Значи банка на Јапонија, меѓутоа ние сме поврзани со валутното подречје, поготово кај па и доларското за финансирање на меѓународни финансиски пазари. Значи билансот на ФЕД само за гледачите. ФЕД се американските резерви, да, да, се извинувам. Односно Централната банка на Америка. Да. Значи за да имаат представа, значи населението во колкав обем беа значи пуштани пари во оптек за овој период, само е илустративно прикажано со билансите на две централни банки. Значи во овој период од март, последна дата, значи ФЕД има објавено 10 негде октомври овој месец, билансот на ФЕД е зголемен за 2,8 трилиони долари и е на ниво од 7 трилиони долари. На ЕЦБ историски, значи немале волку висок биланс, е 6,8 милиарди евра, а за овој период целиот трилиони се извинувам евра. За да знаеме дека тоа 3000 милиарди евра. Да. Значи е на ниво од 6,8 трилиони евра, што е зголемување за 2,1 трилион евра. Тоа се испумпани пари во економијата. Сега тоа овозможи нас лично како Македонија, значи да се задолжиме на меѓународните финансиски пазари и покрај целиот финансиски стрес по пониска каматна стапка. Значи купонската беше 3,65, меѓутоа јилдот малце повисок, тоа не се кажува во јавност, 3,95 беше. Значи во принцип, ваквите услови креираа за овие земји во подам и земји во развој во кои што и ние сме, значи припаѓаме како група, да имаме пристап до меѓународните финансиски пазари, тоа беше добриот момент. Сега ме прашавте што од сега па понатаму. Да. Значи јас кажувам дека се зголемува, мислам светот знае веќе и антиципираше и пред време, мислам добрите економисти можеа да антиципираат дека оваа криза нема да има краткорочен карактер. Значи не еден квартал и со магично стапче ќе искочиме од рецесија, не. Оваа криза е пандемиска криза и историјата си покажува дека пандемиите, оние од поголем размер, траат од 2 до 3 години во неколку брана. Значи требаше да се предвиди долгорочниот карактер на кризата и тоа го предвидаа некои држави како Германија, Америка и затоа се овие фискални стимули кои што треба да ги ограничат тие долгорочни влијанија. Впрочем, за иднина јас не мислам дека овие централни банки ќе ја прекинат ова, да речеме, монетарна, ова квантитативно олеснување, нема да го прекинат. Монетарна офанзива се вели, што е неверојатно нешто. Да, точно. ММФ ги последниот репорт од Financial Stability Report на ММФ сега за annual meetings беше издаден, кажува дека, значи game changer биле централните банки, ја смениле текот на играта. Така да мислам дека ќе се останат во таа улога, значи во наредниот период, дека нема да има секнување на ликвидност во глобални рамки и ќе имаме ние можност како држава повторно да излеземе на меѓународен пазар на капитал, значи со задолжување. Добро, тоа се разбира се нормални, во ненормални услови нормални текови.
Од тој агол на посматрање, кога ќе кажеме Македонија стигна до плафонот на собственото задолжување од 60-65%, а веќе сме толку, веќе станува сомнително и на одреден начин сомничевост дали ние тоа ќе можеме да го отплакиме. Но сега тоа прашање не е доминантно, затоа што сите велат сега е важно да прегрмиме. Ако ние прегрмиме, а ќе ни треба уште ново задолжување, најмалце уште 4 до 5% зголемување на плафонот на генералното задолжување. Прашањето е, вие велите има свежи пари кои може да не финансираат, и второ, како ние тоа ќе го правиме во планирањето на буџетските дефицити и задолжувањето? Видете, 60% од БДП, значи јавен долг, е граница која што е поставена од Мастрих, од мастришките критериуми. Таа граница многу држави во ЕУ ја пробија уште одамна. Ние како земја во развој, да, за нас ние не припаѓаме во еврозоната, немаме ЕЦБ да не спаси. За нас овие 60% од БДП е значаен праг кој што сигнализира ранливост. Меѓутоа, моето мислење, 60% од БДП јавен долг со кредибилни политики не е исто како 60% со некредибилни. Што подразбирам по тоа? Јас сметам дека треба да остане фискалната поддршка и во наредниот период. И самите кажавте дека и наредната година ќе генерираме дополнителен јавен долг, и тоа е многу јасно дека и наредната година ќе немаме толку приходи, ќе имаме огромен јас помеѓу приходна и расходна страна. Оваа година овие 920 милиони евра дефицит во најголем дел се креирани заради тоа што ние имаме намалување од она што го имаме планирано како приходи за оваа година. 430 милиони ни се намалени приходната страна, со сите ребаланси од тоа што сме планирали. Оваа криза зема дано како од страната на приходна, така и од расходната преку стимули. Не е проблем границата. Проблем е секогаш кредибилноста на политиките. Што значи тоа? Приоритизација за тоа што вистински треба да трошиме, така? И она вистински што треба да го консолидираме во наредниот период. Да, ќе кажат, ќе креираме 5% долг. Не е исто 5% долг кој што спасил нешто во економијата, за да се опорави подолгорочно, тоа зборам за оваа година, или наредната година што де факто, ќе ги спаси оние што се најранливи категории, а ќе го креира и долгорочниот раст. Кадијовска тука има една противречност. А тоа е дека ако креираме политики само и исклучиво заради, условно кажам, некакво стимнување на можните социјални трауми, задржување колку толку на работните места, тогаш ние сме во една прилично деликатна ситуација. Затоа што многумина вела дека од тие речиси 1 милиарда малку е пуштено во промет на така наречен revolving систем, да инфузираш која ќе ти врати. Се што е направено е за трошење. Добро, јавната потрошувачка има мултипликативни. Да, ги слушам дебатите, таа милиарда се врти пуштена, не знам. Не, фискалните стимули оваа година, ако сакате точна бројка од буџет, се околу 340 милиони евра. Која зборам дискреционо трошење за намалување на негативниот ефект од кризата. Другото е плати на јавна администрација, пензии, пензиите, трансферите до пензискиот систем се најголем дел. Де факто, она што јавната потрошувачка во делот и на стоки услуги и на плати за јавна администрација има мултипликативни ефекти. Тоа е расположлив доход за таа јавна администрација. Она што го пушти државата кај компанијата за спас при нарушена ликвидност, односно затворени со клуч, и тоа беше во ред. Јас имам дилема само за оние трансферни плаќања по картици. Што се однесува до ова што го кажав, оваа година, фискалната требаше да го спаси, односно да го неутрализира ефектот врз оние најранливи сектори, кои што де факто беа заклучени со одлука на влада. Меѓутоа, требаше да не ги заборави оној сегмент од капитални инвестиции. Рачунајте, имаме 300 милиони оваа година, дали ќе се реализираат, до сега се само 140 милиони евра, што е историски најниска реализација. Ако гледаме многу години, 2 декади наназад. Имате право.
треба да се троши за да се создаде долгорочен раст. Долгорочниот раст се знае каде иде. Има тука една многу тенка линија. Ова година сигурно ќе завршиме со минусно салдо. 920 милиони евра, да. Не зборувам за порастот на бруто општествен. Значи сите велат, дури и ММФ, минус 4, минус 5 и така натаму. Тоа минус 5 е на бруто општествениот производ голема сума. Прашањето е, можеш ли да креираш од минусно салдо позитивно салдо до година, а при тоа да мислиме дека со само 3 до 4 насто плюс до година ќе ги амортизираме овие минус и дека ќе создадеме дополнителна вредност со која треба да отплакеме дел од долговите. Значи, пак ќе се вратам на темата. Значи, ова е шок висок, од висока природа. И сега ги проучувам кризите низ македонската историја и се навраќам на транзицијата. Значи, ќе направам само една компарација. Во услови, значи, кога значи е добиено осамостојувањето од поранешна СФРЈ, во првата година ние имаме 11% пад на бруто домашниот производ. Во втората година од осамостојувањето имаме 13,7% пад на бруто домашниот производ. Добро, ама тие што памета знаат дека ние тргнавме со 25 милиона евра девизни резерви крадени преку Косово, што значи бевме тотално у аут. Точно. Убаво потенциравте. Нула девизни резерви. Нула. Значи, мои бивши колеги, памтам кога прашав како беа девизните, вика на ливче ги запишувавме, значи во контексти на дигитализацијава, на ливче и вика не ни отвараа странски банки, вика сметка во странство за да може да депонираме нели од таа Америка кај извозниците. Значи сакам да кажам, значи што се случува понатаму? Све е тоа, значи резултат на креатурите на економските политики. Значи не зборам за транзиција, зборам за шоковите, реакцијата, ефектите. Ке се вратиме. 2001 интерен конфликт. Шок, реакција на власти, ефекти. 2009 година глобална финансиска криза. Шок, реакција, ефекти. 2012 должничка криза, која што никој не ја спомнува, меѓутоа имаше неверојатни импликации врз банкарски сектор. Шок, реакција, ефекти. Тоа е, значи тоа и сега сакам да го кажам. Имаме шок, имаме реакција на политиките, не само оваа година, него и наредната и ќе ги видиме ефектите. Токму се враќам на она. Кредибилноста со 60% јавен долг на политики е различно со 60% со некредибилни политики. Кога човек вака ќе размислува на говорен начин, си вика, слушајте, далеку сме ние од задолжени како Грчка. Не? И сега во Европската Унија и натаму почнува грчката финансиска дубиоза да се продолбочува до баснословни суми од 100 милиарди и така натаму, иако едва ги санира. Да се вратиме на македонска политика. Што треба да направиме за да не се доведеме во ситуација на финансиска блокада на тековите, на можни блокади во ликвидноста на финансиските текови? Да. Многу добро прашање. Значи вака, за сега јас сметам дека и наредната година финансиските услови на меѓународните пазари ќе останат вакви. Меѓутоа, трошоците по кои што ќе се задолжиме треба да очекуваме дека ќе бидат повисоки. Зашто? Затоа што во премијата за ризик веќе ќе се вкалкулира долгорочниот карактер на кризава и де факто, значи веќе високата наша задолженост. Значи она нивото од 60, лани бевме 50, така. Значи тука ќе платиме некоја повисока цена. Тоа е од аспект на меѓународното задолжување. На домашен пазар јас сметам дека имаме услови. Значи, имаме услови. Банките во овој период, значи, ускокна за финансирање на државата. На домашен пазар од почетокот на кризата заклучена со септември, значи, домашниот внатрешен долг е преку пазар издавање на домашни харти од вредност на државни е зголема за 196 милиони евра. Од тие 168 се зголемување пласмани на банки. Банките имаат многу високо ниво на ликвидност. Значи тука во контекст на сите шпекулации за банкарски сектор сакам да кажам дека банките се во исклучително добра ситуација
и имаат многу високо зголемување на капитал во вториот квартал од годината. Подпомогнато од, значи, препорака на Народната банка за да задржат дел од добивката од претходните години. Капитализираноста е доста зголемена во однос на лани. Значи де факто нивната спремност за целата оваа ситуација е на многу високо ниво. Сега, на домашен пазар, значи повторно, значи Централната банка е таа која што има механизми. Значи да ускокне во секој момент и за банките, за ликвидноста, меѓутоа да обезбеди и за економијата, значи достап до финансиски средства. Дали Народната банка се уште е конзервативна во овие услови на светските финансиски поместувања, затоа што, ќе ви посочам еден пример, многумина експерти, па и опозицијата викаше Народната банка треба да се ослободи малце од резервите, да ги пушти во функција и требаше повеќе за да стигнат тие 250-300 милиона од 400-ните кои стојат кај Народна банка. Не, значи девизните резерви не се во функција за не за девизните, зборам за оние имобилизирани средства кои банките ги има. Благајнички записи, благајнички записи. Значи благајничките, значи пушти 240 милиони ги пушти, значи по повици и по све, меѓутоа и по нејзина убедување дека треба да биде поекспанзивна во монетарната политика. Има простор. Има и во благајнички записи, меѓутоа има и долгорочни термински откупи на хартии на секундарен, значи има инструменти и Народната банка да биде во координација и да обезбеди поактивна поддршка за целата економија, за паричните текови во економијата. Значи, од една страна имаме задолжувања кои ни го врзуваат вратот во однос на планирањето на тековни економски политики, капиталните инвестиции сигурно ќе бидат замрзнати. А од друга страна, како што сами велите, банкарскиот систем е полн како брод и дали од тоа може да се извлече заклучок, што народот основно го поставува прашањето, дали ваквата експлозија на задолжувањата може внатрешната ликвидност да ја доведе до прашање на одреден начин во однос на отплаќањето и второ, постои ли опасност од така наречени инфлаторни трендови? Видите, иако Народната банка тука е ригорозна и вели дека тоа ќе обрани по секоја курсот на... Да. Не, инфлацијата мислам дека долго време ќе биде на ниски нивоа. Не мислам дека постои, значи инфлацијата е резултат и од страна на притисоци на понуда и побарувачка. Ние моментално и во светот и кај нас доминираат оние намалени притисоци на побарувачката. Значи не сметам дека инфлацијата ќе биде ризик на некој на среден рок. Значи видете, надворешното задолжување секогаш треба да имате во предвид дека надворешното задолжување зголемува количината на пари во домашната економија. Значи овие 700 милиони кои што беа донесени од страна преку Eurobond и сите оние издавања на Eurobonds во претходниот период де факто значеа паричен прилив за домашната економија. Така да јас не сметам дека ние сме доведени како економија во некој безизлез. Не, само сметам, значи пак ќе повторам. Има простори Централната банка за уште поекспанзивна монетарна политика, меѓутоа државата треба да има кредибилни политики. Толку. Значи тие две работи, за да има добра координација помеѓу Централната банка и фискалната политика, од двете страни треба да има само уште ќе ви дадам простор една минута да објаснам што значи кредибилни политики, зашто нашите гледачи и нашите слушатели понекогаш вакви специфични термини, ја знам што мислите, но кажете што е тоа кредибилно што владата мора и треба да го направи. Еве пример. Добро. Годинава за невладени организации државата буџетот има потрошено 50 милиони евра. Крај. Значи, а наспроти викаме дека немаме пари да им обезбедиме на населението да се купат 40.000 лаптопи и да се обезбеди бесплатен интернет. Тоа го направија многу држави. Не знам, па можеа да прочитаат од некои држави да копираат некои мерки. Значи, тоа зборам. Значи, кредибилни политики се или, например, трошење непотребно. Ние и до првиот квартал имавме буџетски дефицит од 120 милиони евра во трансфери кои што не се лоцирани каде беа. Тоа се кредибилни политики. Добро, ја нема да ве носам на тенок лек на политичка проценка. Јас сам ќе кажам дека оваа влада мора да покаже поголема скромност. Од најниското ниво, шофери, секретарки, советници, администрација и така натаму, мора се соочат со солидарност на општиот амбиент. Ако тоа не го направат, тогаш ќе го изгубат кредибилитетот, како што би рекли. Поштовани гледачи,
Тоа беше Маја Кадиевска Воиновиќ, со која разговарав за финансиските текови во светот и дома. Останува едно прашање поради што ја повикав во студиото. Ако доаѓаат вакви финансиски експерти, човек не знае што да направи рангирање. Една тема која ми остави впечаток со незиното интервју, тоа е финтек. Тоа е така наречената финансиски движење и така натаму, технологија, техника. За тоа прашање, еве, јавно ќе ја замолам, за 1 до 2 недели повторно да разговараме, бидејќи тоа веќе е многу сериозно прашање, бидејќи во тоа спаѓаат сите овие кредити што ни ги даваат, јави се без камати, камати и така натаму, но тоа е вулгаризација. Многу е поважна оваа индустрија која во светот е многу развиена, во Македонија е прилично стагнантна. Маја Кадиевска, ви предлагам да се видиме повторно и ми беше задоволство што по подолго време излеговте во јавност. Да, излегов во јавност, да. Фала ви. Благодарам многу.